Крива Паланка подолго време е без одно обележје кое го карактеризира секое место без оглед на големината и бројот на жителите. Конкурентна сениорска фудбалска екипа. Единствено благодарение на ентузијасти, планетарно популарниот спорт продолжува да живее кај нас. Меѓутоа само постарите можат да се присетат на времињата кога Крива Паланка имаше достоинствен фудбалски представник. Како и да е, на крилјата на своевидното спортско будење на нашата општина, кое на своји плеќи го изнесоа младите кривопаланчани кои тренираат кошарка, пинг-понг, карате и одбојка, СМВ донесе нови ветрови и во локалниот фудбал. За ова се задолжени кадетите од фудбалскиот клуб Премиер. Од втората половина на септември се дел од регионалната козјачка лига во која на вистински начин ја бранат фудбалската чест на градот. Викендов на програмата беше петата рунда, а нашиот состав го забележа четвртиот триумф. Неделното предпладне на 21 октомври на градското игралиште во Крива Паланка гостуваа кумановци од Евроспорт, а според праксата која ја воспоставија, младите кривопаланчани овој пат го испратија противникот со полна мрежа. Резултатот Крива Паланка 3, Евроспорт 0. И овој пат фудбалските надежи од Премиер демонстрираа сигурна и квалитетна игра. Доминираа во текот на целиот надпревар, па гостите можат и да бидат задоволни што победата не беше резултатски поизразена. Повторно товарот на мечот го изнесе нашиот среден ред, кој веќе по 5 лига пресметки предизвикува стравопочитка и ривалите. Ова всушност беа и дел од најавите на тренерот на екипата Дејан Стојановски, кој уште пред почетокот на сезоната самоуверено, но очигледно со причина ја презеде фаворитската улога во надпреварувањето. Гостувањето кај главниот конкурент и незаслужениот пораз веќе е зад нас, па враќајќи се на победнички патеки, во таборот повторно владее одлично расположение. Сега за сега добро ни оди, значи претходното коло ни беше тешко гостување во Слупчане, така да мислам од Савајле утакмицата супер ни заврши, мислам со 3-0 не е лош резултат, можеше и подобро да биде, не искористиве шансите. Задоволен сум од целина со во целиот тек на утакмицата, значи имаше мали фалинки што требаше да се надополнат, али тоа е тоа. Прошлиот пат истакнав така да мислам дека средниот ред пак ни ја заврши работата. Значи ако средниот ред ни проработи, значи нема проблем да има. Во секој случај добро е. Значи ова беше предпоследното коло, согледувајќи вака до сега одиграните надпревари, имате забележано само еден пораз. Како си задоволен ти од нашите деца? Па секој би требало да биде задоволен со еден порез, не е тоа мислам ништо. Моментално добро се држиме. Мислам дека добро е. Какви се очекувањата за следното коло? Па очекувањата, секој гостување не е тешко, ако се зависи значи од нашата екипа, значи оваа недела како ќе ни оди. Мислам дека добро ќе биде. Задоволство од изданијата на клубот изрази и председателот Бранко Величковски. Па да ви кажам, презадоволен од дечките што со големото залагање постигна еден успех како ново формирана екипа и за почеток стартот е одличен. Што мислите вие, што е она, сигурно имало претходно ентузијасти, имало екипи се вложувало, меѓутоа еве сега како годинава не паметиме во последно време успех. Па да ви кажем, напорната работа и трудот на децата што тренираат секој ден од сабале попладне и добрата организација направи и екипата да има успех. Какви се очекувањата? Еве се наоѓаме некаде на полусезоната за до крај. Па гледате, ја планирам дека во оваа лига што пионерите играат, на крајот ќе бидеме прваци, зашто изгубивме несреќно во Слупчане, али на крај тамо тие ни доваѓаат и со таа победа мислам дека ќе бидеме на првото место. Првите луѓе на клубот воедно ја искористија приликата уште еднаш да го најават новото регионално фудбалско надпреварување, кој освен што ќе биде мегдан за младите спортисти, ќе придонесе и за збогатување на фудбалската понуда во нашето место. Станува збор за меѓуопштинската лига, која официјално ќе почне во вторник на 23 октомври, со 2 соочувања на нашите екипи. Инаку во надпреварувањето вкупно учествуваат 6 тима: Премиер, Руен и Осогово од Крива Паланка и Кратово, Силтек и Силкрат од Кратово. Ги собравме нашите две екипи и Осогово 3 екипи и од Кратово 3 има Силтек, Силкрат и Кратово, 6 екипи. Закажано е за вторник во 12 почеток на општинската лига, со што една традиција после 20 години во Крива Паланка се обновува.
Токму како најава и за загревање, два од нашите представника, Премиери и Руен, во попладневните часови во неделата одиграа пријателски надпревар кој заврши со пријателски резултат 1:1. Се се одлична најава за меѓуопштинската лига, во која место ќе најдат младите, но и дел од поранешните фудбалски таленти на времето. Како што видовте денес, каде имавме добар надпревар, тие се стара екипа, Руен што игравме, значи денес искуство и младост, значи во целина мислам дека добро и се државме со нив. Тоа се млади деца што треба да стекнуваат искуство и тоа е. Како што слушнавте, првата прилика да следите мечот од меѓуопштинската лига е веќе во вторник. Доколку не успеете да стигнете, очекувајте ги најавите за следните кола, а секако и снимките на програмата на нашата телевизија.